Воскресението Христово, Пасха, пред кое се случува слегувањето на благодатниот оган, е најголемото случување за христијаните. Знак на победата на Спасителот над гревот и смртта и почеток на еден нов свет искупен и осветен од Господ Исус Христос. Веќе 2000 години православните христијани го пречекуваат својот најголем празник, Воскресението Христово Пасха, во храмот на Господовиот гроб во Ерусалим. Сите оние кои на Пасха се внатре во храмот или блиску до него стануваат сведоци на слегувањето на благодатниот оган светлината. Литанијата, црковната церемонија на Светиот оган започнува приближно 24 часа пред почетокот на православната Пасха, која како што е познато е подвижен празник. Во храмот на Господовиот гроб се собираат поклоници, кои сакаат со своји очи да го видат слегувањето на благодатниот оган. Меѓу присутните има и христијани, муслимани, атеисти. Церемонијата е следена од еврејската полиција. Во самиот храм се собираат до 10.000 луѓе и целиот плоштад пред него и галериите на околните згради се исполнети со народ. Во средината на одајата на живописниот гроб се става кандело, наполнето со масло, но не е запалено. По целата одаја се расфрлаат парченца памук. Така приготвена, после проверката на турските запти, а во денешно време на израелската полиција, кукувлијата или параклисот на Господовиот гроб се заклучува и се запечатува од градскиот клучар кој е муслиман. Рано наутро на Велика сабота, во 9 часот по локално време, почнуваат да се појавуваат првите признаци на божествената сила. Се слушаат првите грмотевици, а надвор е ведро и сончево. Притоа храмот е осветлен со зраци светлина. Малку по малку, од едно на друго место, започнуваат да блискаат небесните зраци, кои го предвестуваат слегувањето на небесниот оган, велат очевидците. Удираат камбаните на патриаршијата и оттаму започнува литијата. Во долгата редица која влегува во храмот, грчкото духовништво, по кое оди неговото блаженство патријархот, е во полно одајание, со митре и панагии. Духовништвото одминува со бавни чекори, по каменот на миропомазанието, врви кон подиумот, кој потоа ги спојува кукувлијата и храмот. Поминува во тесниот простор помеѓу редиците вооружени турци, едва задржувајќи се од притисокот на толпата, заминува пред големиот олтар на храмот, раскажува еден поклоник од турско време. 20 до 30 минути после запечатувањето на кукувлијата во храмот, навалуваат младите православни арапи, чие што присуство е задолжителен елемент на пасхалното торжество. Младите арапи седат качени на рамениците еден на друг. Тие молат Божјата мајка и Господ да им даде на православните христијани благодатниот оган. И извикуваат: нема друга вера освен православната, Христос е вистинскиот Бог. Европските богомолци пак се навикнати на друг начин да ги искажуваат чувствата. Тие се навикнати на спокојни богослужби и често се потресуваат од ваквото однесување на локалната арапска младина. Во храмот влегува литијата, а на крајот од литијата е православниот патријарх придружуван од ерменскиот патријарх и свештенослужителите. Литијата поминува покрај сите значајни места во храмот. Светата гора каде што бил предаден Христос, местото каде што бил биен од римските војници, Голготата каде што бил распнат, каменот на помазанието, на кое телото му било приготвено за погребение. Литијата стигнува до кукувлијата и обиколува 3 пати. Православниот патријарх пред влезот на кукувлијата ги соблекува одеждите и останува само во подрасник, за да се види дека не внесува во пештерата кибрит или нешто друго со што може да запали оган. Во турско време вообичаената контрола ја спроведувале турските јаничари кои го претресувале патријархот пред да влезе во кукувлијата. Со надеж дека ќе ги фатат православните христијани во измама, градската муслиманска власт поставувала на секаде низ храмот турски војници со голи јатагани, спремни да му отсечат главата на секој оне што ќе забележа дека внесува или пали оган. Но никој не биден фатен на дело из целата историја на турското владење. Потоа патријархот поминува пред контролата на израелските полицајци. Малку пред влегувањето на патријархот, еден служител внесува во пештерата големо кандело, кој треба да биде запален главниот оган и 33 свеќи, според бројот на годините на земниот живот на Спасителот. После тоа православниот ерменскиот патријарх, последниот исто така се соблекува, го остава горното одајание пред да влезе во пештерата, влегуваат заедно. Однадвор ги запечатуваат со големо парче восок и ставаат црвена лента на вратата. Во тоа време во храмот се гаси светлото и наставнува напрегната тишина. Се чека. Присутните се молат, се исповедаат за своите гревови и го молат Бог да им го даде благодетниот оган. Сите кои се наоѓаат во храмот очекуваат трпеливо патријархот да излезе со оган во рацете. Впрочем, мнозина чекаат не само со трпение, туку и со страв и трепет.
Според преданието на Ерусалимската црква се смета дека денот кога благодетниот оган нема да слезе ќе биде последен ден за луѓето во храмот, а и самиот храм ќе биде разрушен. Поради тоа поклониците вообичаено се причествуваат пред доаѓање на светото место. Молитвата и обредот продолжуваат се до моментот кога се случува чудото, очекувано од сите. Во различни години мачното чекање траело од 5 минути до неколку часа. Пред слегување на огнот, храмот започна да се озарува со блескави пламени на благодетната светлина. Тука и таму се појавуваат мали светкавици од различни места во храмот, од иконата која стои на куповлијата, до куполата на храмот, до прозорците и други места, и исполнуваат се наоколу со силна светлина. Освен тоа, меѓу храмовите и карпите блеснуваат молни, кои не ги повредуваат луѓето што стојат до храмот. Истовремено се палат свеќите на луѓето во внатрешноста на храмот и на оние однадвор. Кандилата на двете страни на куповлијата се палат сами, со исклучок на 13 католички, како и на останатите места во самиот храм. Во тој момент, дверите на гробот се отвараат и излегува патриархот, благословајќи ги собраните и раздавајќи им го благодатниот оган. Првите 3 до 5 минути благодатниот оган има восхитувачки својства. Апсолутно не гори, независно од која свеќа и од каде бил запален. Може да се види дека луѓето буквално се мијат со овој оган, си ги допираат лицата, го земаат враце, а тој не им нанесува никаква повреда, дури косата не им ја гори. Капките восок кои паѓаат од свеќите се нарекуваат благодатна роса. Како спомен од чудото Божјо, тие ќе останат на облеките на луѓето за секогаш. Никакво перење и прашаци нема да ги отстрани. Понатаму со благодатниот оган ќе бидат запалени кандилата низ целиот Ерусалим, а со специјални авионски летови огнот се доставува до Русија, Кипар, Грција и останатите земји во светот.